Ке ги раскарали владата и исламската верска заедница барањето на Реесот Сулеман Реджепи да им се врати денационализираниот имот за кој тврди дека имаат собственост. Заканите и уцените за кои владата ги посочи од писмото на Реесот Реджепи, од ИВАЗ не ги коментираат бидејќи не го добиле владиниот одговор. Во меѓувреме функционерите Бојар Османи и Оливер Спасовски повикуваат спорот да се реши со диалог. Вице-премиерот и министер за внатрешни работи Спасовски оценува дека ако власта се вмеша во спорот, уцените на ИВАЗ кон владата ќе се преточат во уцени на владата кон судството. Македонија е секуларна држава и апсолутно е непримерено во едни услови кога станува збор посебно па за судската власт, за одредени постапки кои што се водат пред судовите, да имаме една комуникација која што нема да биде еден партнерски однос, туку комуникација на уцени или на било какви закани, и од тој аспект сметаме дека тие се неприфатливи, без разлика од кого да доаѓаат. Во овој случај се работи за едно писмо кое што представува сериозна уцена, би рекол, во делот на исламската верска заедница. За вице-премиерот Османи прашањето е чувствително. Сметам дека е потребно да се деескалира дебатата по однос на ова прашање и да се седне да се разговара за сите овие отворени прашања. Сме покажале во минатото дека секогаш кога имале потреби или било какви разлики, дека само со седнување на маса може да се помогне на верските заедници во нивните барања кои што тие ги сметаат за важни. Од владата се уште не го известиле јавното обвинителство за заканите и уцените од ИВАЗ за кои реагира. Реесот Сулеман Реджепи алармираше дека ако власта не им ги исполни барањата, во екот на претседателската кампања муслиманските верници во 700 џамии ќе ги информираат за како што негодува дуготрајната дискриминација кон ИВАЗ.